Унапредување на моменталната состојба во областа на водоснабдувањето и отпадните води во земјите од Југоисточна Европа, преку промоција на нови пристапи и методологија, беше темата на регионалната конференција, која минатата недела се одржа во Виена, а на која учествуваа и првите луѓе на општина Виница, градоначалникот Емил Дончев и директорот на комуналното претпријатие Солидарност Игор Спасовски, кои заедно со нивните колеги од Босна и Косово се запознаа со целите и резултатите од спроведувањето на проектот за смалување на неприходната вода во пилот претпријатијата од регионот. Целта на проектот беше да се изберат 3 пилот општини од секоја од трите држави, Македонија, Косово и Босна и Херцеговина, и потоа преку процес на селекција од трите општини се избере една пилот општина која што ќе добие опрема за намалување на загубите на вода, тоест за откривање на дефектите кои што се јавуваат во нашите водоводни мрежи. Од Република Македонија како пилот проект што произлезе од таа конференција и од конференцијата во Виена се разбира, останатите две комунални претпријатија кои што се исто пилот проект, пилот општини или пилот комунални во овој проект, исто така ќе добијат опрема, меѓутоа со помала вредност. Значи, јавното претпријатие од Кочани добија опрема во износ од некаде околу 40.000 евра, донација од ГИС и од СДЦ од Швајцарија, додека ние како комунално претпријатие од Виница и од Гевгелија ќе добиеме исто така опрема, меѓутоа со помала вредност. Значи, редуцирана опрема, која што се разбира дека ќе биде доволна за откривање на дефектите и намалувањето на загубите во нашите водоводни мрежи. Спасовски, како председател на Асоциацијата на комунални претпријатија на Македонија, учествуваше и на меѓународната конференција на водоводните претпријатија од Подунавскиот регион, каде беа разменети искуства во менаџирањето на комуналните претпријатија, нивната модернизација, како и пронаоѓање нови механизми за приближување до крајните корисници. Сите овие активности се реализираат со финансиска поддршка од швајцарската влада и Германската асоциација за техничко